Традиционалната илинденска средба, која се одржува во леринското село Овчарани, започна доцна синоќа. На среде Грција се свиреа и играа македонски песни и ора, а народната веселба продолжи во текот на денешниот ден. Еве сме, тука сме, постоиме, му порачаа од Овчарани македонците кои живеат во Грција на грчкиот премиер Караманлис, како одговор на неговото категорично тврдење дека во Грција нема македонско малцинство. Македонци нема. Што се македонци тука, што сме? Побара од грчките власти да им го вратат државјанството на протераните македонци и имотот кој што им е одземен. Да му се даде државјанство што му се име земено на нашите бегалци. Тоа е важното. Да му се врати државјанството за да можат слободно да идат нашите македонци кои са протерани од 49 година, да можат слободно да се вратат во нејните огништа. Треба да му се дадат до педа земја. Што му чини, имотите треба да си иземат. И покрај обидите и заканите, грчките неонацисти не успееа во намерата целосно да го спречат одржувањето на народниот собир во Овчарани, каде, иако неорганизирано, допатуваа и голем број од децата бегалци, протерани од Грција и раселени низ светот. За македонците Овчарани според грчките топоними Милити, ова село близу Лерин деновиве во фокусот на двете земји поради неговата стара традиција, со голема веселба да се прослави Илинден 2 недели порано од стариот православен календар. Обичната селска слава, како што ја нарекуваат овчаранци, оваа година доби на публицитет и интензитет поради не толку иделичните македонско-грчки односи. Знаејќи дека речиси сите од 2000 жители на селото се сметаат за македонци кои го говорат македонскиот јазик и ги празнуваат македонските обичаи, грчката влада, судејќи според полициското присуство, оваа манифестација процени за високоризична. Вечерва е централната прослава. Се ладат пијалоците од жешкото сонце, се загреваат скарите, се подготвува училишниот двор среде Овчарани каде ќе настапи асамблот Танец, чии членови неколку часа беа задржани на граница пред да им биде дозволен влез во Грција. Вчера вечер неколку илјади луѓе од околината и од Македонија беа дојдени во ова најголемо леринско село, на она што се смета за почеток на илинденското празнување. Убаво беше, велат нашите соговорници, иако поради како што ја нарекуваат жештината атмосфера меѓу Македонија и Грција, имало помалку луѓе од претходните години. Свиреха македонска музика, многу хубаво беше, играеха, танцуваха хората. Това ми направи впечатление, че само македонска музика се исполняваше, а никаква гръцка. Прв пат јас во живота моја доаѓам во Овчарани. На 36 години што бе вратен во Македонија и сега после 36 години па се враќам туа и дојдов на спешал да видам за Овчарани како прославува Илинден. Прославата ќе почне околу 21 час од вечерва, се очекува да трае до раните утрински часови. Ова е местото каде жителите на Овчарани традиционално ги слават илинденските празници, обичај за кој велат дека трае со векови. Паметат само еден прекин на традицијата и тоа за време на владењето на војната хунта во Грција. За Канал 5 од Овчарани Леринско, Владимир Мирчевски.